Još jedna promocija v рамките на фестивалот на европската книжевност Букстар. До сега ни гостува три авторки: Марета Демор од Холандија, Есма Ханајкол од Турција и Агата Туншинска од Полска. А го промовиравме и првиот роман на македонската писателка Моника Трајковска. Вечерва ни е особена чест да ви ја представиме авторката што ни доаѓа од Романија, која ќе ни се представи со еден исклучителен роман со тематика што е актуелна во секое современо општество. Јас нема да должам многу, предлагам да го видиме видеото и потоа подетално да ви ја представиме авторката. Фестивал на европската литература од 24 октомври до 11 ноември. Со нас вечерва е Дојна Рушти, една од најпознатите писателки во Романија. Своите дела почнала да ги објавува по падот на комунизмот. Авторка е на 9 романи и голем број на раскази, вклучена е во разни антологии. Со своите дела пристапува кон фантастични теми сместени во реален контекст. Добитничка е на еминентни награди во својата родна земја. Преведена е на 10 јазици, нејзиниот најпознат роман Елиза на 11 години, кој го промовира денеска, е добитник на наградата Јон Креанга од страна на Романската академија во 2009 година и во моментов според него се снима и филм. Приказната се одвива во едно село во близина на Букуреш, каде што доаѓа до вистинска хистерија во моментот кога жителите дознаваат дека Елиза, девојче од 11 годишна возраст, има сифилис. Во текот на обеднувањето си извинувам, на други случаи на сифилис, девојчето е обвинето дека го заразило ниту повеќе, ниту помалку целото село. Постепено, медиумите, властите, родителите и обичните граѓани бараат од Елиза да биде казната, зашто таа станува главен општествен непријател. Намнутена и самостојна Елиза го покажуваат својот цврст карактер, однесувајќи се како зрел човек. Во Италија книгата ја споредуваат со Чума на Алберт Ками. Повеќе за неа ќе ни каже и господинот Ермислав Озановски, кој го поканувам да почне со своето излагање. Победата. Можете и вие победата. Почитувани пријатели, почитувани присутни, дозволете ми во моје име да и се заблагодарам на романската писателка Дојна Рушти, која што најде време да дојде и да биде присутна денес на промоцијата на нејзината навистина извонредна книга. Исто така би сакал да кажам неколку зборови и за издавачката куќа Антолог, особено во поглед на преведувачката активност, која што според мене е многу успешна со оглед на тоа што ова издавачка куќа, во која што и јас сум дел од таа нивна издавачка дејност, во последните години прави извонредни напори да ни доближи да ни ја доближи балканската или балканските книжевности, особено тие што се помалку познати кај нас како што е тоа румунската книжевност. Можам да кажам дека во последно време на вистина во Македонија се случуваат голем број на преводи на румунската книжевност и од румунски јазик на македонски. Мислам дека обратно
работи тоа малку потешко, но сепак ние и како мал народ мислам дека заслужуваме да ги познаваме многу подобро нашите соседи, особено преку ова преводна литература. Овој роман кој што денес имам чест да го преведам изненади затоа што се најдов прв пат во животот во една пријатна ситуација со тоа што јас можам за овој роман да го образложам, да го опишам во само една реченица. Обично ми треба доста долго време да кажам за што се работи во некој роман, што се случува во него и така натаму. А таа реченица гласи: 11 годишно девојче од едно село во Румунија го заразува целото село со проклетата болест сифилис. И во суштина тука започна и завршува све. Може да заврши затоа што се е кажано во една реченица, а од друга страна оваа реченица отвара огромен број на перспективи, особено толкувачки перспективи, кои што се и реални и во случајов и книжеви. Реални велам затоа што авторката на книгата идејата за овој роман ја добила од еден новински извештај, тоа што е позната и за големите писатели од 19 век во 20 век, дека обична нова новинска приказна може да придонесе за развој на најразлични имагинативни форми кои може да бидат преточени во роман. Значи, тргнувајќи од една обична вест, а таа вест е сумирана во реченицата која што ја кажав, авторката Дојна успева да изгради еден роман препол со ликови, кои што во суштина го градат носечкиот карактер, носечкиот лик во роман. Во романот, а тоа е малечката девојка Елиза. Во суштина, во оваа реченица постаат контрадикторни работи, како што се девојче 11 години и болеста сифилис, која што во суштина меѓузависно, фактички не може да бидат одделени една од друга, а во суштина не може да постојат независни како мисловни концепти една од друга. Писателката успеа овие два концепта да ги спои благодарејќи на реалниот настан. Тоа е навистина една многу актуелна тема, која што доколку внимавате по нашите, не само нашите македонски, туку и балкански медиуми и вестници и така натаму електронски пишани како сакате, се случува буквално во секоја држава во Источна Европа, а богами како што гледаме и во развиените европски градови. Држави, се извинувам. Прашањето секако кое што треба да се постави тука, ќе го поставам подосна, е клучно. Клучно е затоа што обично се јавува кај нас недоумица околу тоа, кога се случаат вакви работи, се појава проблемот на кривицата. Дали тие луѓе, тие деца, сексуално искористени деца, се криви за тоа што го прават, или пак во прашање е сосема нешто друго. За да дојдеме до таква една констатација, секако дека треба многу по-детално да анализираме самиот дискурс, самиот роман. Според мене, анализата на овој роман може да биде остварена преку две, би можел така да кажам, пристапи кон него. Едниот е психоаналитички, што е нормално, а другиот социолошки пристап. Вториот секако е многу поактуелен, со оглед на тоа дека социологијата буквално е нешто што е моментално многу актуелно, како и подобно, како наука која може да се вплетка во најразличните области на анализа во нашиот секојдневен живот. Во почетокот на 20 век и скоро целиот 20 век нормално психоанализата беше нешто што доминираше со нашите интелектуални сознанија.
Но пред да кажам неколку збора со овие два вида на пристапи кон романот, да ви кажам неколку зборови и претпоставувам дека многумина од вас, можеби и сите и така натаму, не сте прочитале книгата. Мојата задача е денес да ве убедам во тоа дека оваа книга е навистина добро да ја прочитате и добро да ја имате, затоа што е многу повеќе од роман. Значи, заработи за, како што реков, за едно девојче кое живее во едно село, Ново село, во Романија, кое што е на работ, не само на екзистенцијалниот раб, туку и на моралниот раб, на моралните магини. Сите луѓе кои што живеат во тоа село буквално се представници на некакви и се некакви метафори на тоа што се случува денес не само во Румунија, туку и на целиот Балкан, почнувајќи од најразлични неврози, психози, потоа од најразлични криминални действија кои што се нормални за вакви средини. И во таква една средина се раѓа и живее тоа мало девојче кое што станува проститутка благодарејќи на тоа што живее во такво некое такво обкружување. Живее во едно семејство кое што на прв поглед е семејство, во права смисла на зборот, но семејство кое што постојано ја малтретира, ја тепа, ја казнува и така натаму. Ова девојчето се дружи со незини врснички и врсници, значи пријатели, кои што исто така се на маргините општествени и социјални и како сакате, и стануваат девијантни во нивното однесување, и тоа е во романот опишано како да е тоа нешто најнормално во таква средина, и тоа е фактички клучното прашање кое што нас во моментот не интересира. Тие девијантни однесувања кои што никогаш не се да речеме психолошки мотивирани од самата личност, многу повеќе се социјално мотивирани од околината. Главниот настан фактички во романот е напишан во 13 поглавја, се работи за Елиза која што има 11 години, сите тие работи кои што се случуваат точно во тој период кога она има 11 години. И она полека преку незиното однесување, преку незините действија, ние полека го градиме незиниот лик и гледаме колку е таа во суштина резултат на околностите. Имено еден од тие челници ги нарекол така во селото, кој што има 80 години, во 80 години ја силува Елиза, ова девојче од 11 години, меѓутоа низ романот се открива дека тој практично ја силувал и незината баба, која што таа врска се родил таткото на Елиза. Изгледа нешто по-комплицирано, меѓутоа кругот тука се затвара со сите тие можни силувања и сите се во суштина вонбрачни деца, изгубени во времето и во просторот и така натаму. Значи, таа психоаналитика, би ја нарекол така, во романот може да се насочи кон реперкусиите кои може такво едно однесување девијантно на едно социолошко ниво да ги доведе. Психоаналитичарите се согласни околу тоа дека ваквите моменти во животот на малите деца, сексуалното искористување, подоцна доведува до страшни последици. Прво се случуваат и така наречени посттрауматски стресови, депресија, анксиозност и така натаму, кои што се појавуваат во текот на животот на човекот, во исклучај на девојчето кое што било такво сексуално искористено. Ние уште не знаеме, значи јас зборував со авторката, она ми кажа пред малку дека седеме, дека ликот на вистина постои, она се запознала со ова девојче, сега она е средношколка, државата и помогнала да и се уште она служи, ми се чини како еден вид на експеримент.
експеримент кој треба да ни покаже дали на тие луѓе со такво истравматизирано детство може да им се помогне на некаков начин. Во секој случај тие деца понатаму во животот живеат во некој собствен свет кој што се уште е многу оддалечен од тој реален свет во кој што ние денес живееме. Значи, луѓето кои што се грижат, социјалните работници за неа, значи ова што го кажам сега го немате во романот, меѓутоа добро е да го знаеме како нешто што може да ни помогне и нам кога ќе наидеме на такви ситуации. Значи, јас сместуваат во дом и даваат соба и така, и велат што ти е нешто значи тоа се случува сега, да речеме овие години. Што е тоа што највеќе ти треба во моментот со што би била ти најсреќна, и она вели дека највеќе би сакала да имам касетофон. Значи нешто што е за нас веќе би рекол од надминото, никој веќе не слуша касети, касетофони така. Меѓутоа претпоставувам дека тоа е нешто, некој символ, некој нешто што ја потсеќа, во исто време и ја потсеќа, но исто така и нешто кое што сака да го, веројатно некогаш во младоста или додека во детството, додека го ги преживувала тие травматични мигови, токму таа справа изначало некакво бегство од реалност. Сакајќи да избега од таа реалност и она посакува, значи нешто што е останала во подсвеста, она подсвеста која што се уште и работи. Инаку болеста, сифилис во романот е предадена повеќе како еден вид на метафора, така наречената метафора на болеста, со која што психоаналитичарите во 20 век доста се занимавале. Во овој случај нема многу за тоа да зборам, само ќе кажам дека метафората на болеста представува фактички замена на нешто што е многу по-широко и по-глобално од тоа што може да ја наречеме индивидуална болест. Кога зборуваме за метафора на болест, зборуваме за болеста на едно општество или на еден социум. Од друга страна, социолошкиот пристап кон ваков вид на книжевност исто така е многу подоктив за анализа со оглед на тоа што денес сме буквално бомбардирани една од тие социолошки гранки која што е најрепрезентна моментално токму таа джендер стади, така наречена, родови студии кои буквално користат за анализа токму на секаквите начини на конструирање, не само на болестите, туку на родовите односи, на односот мачко-женско во едно општество. Ние знаеме сите дека нашето мислење, нашиот живот е социјален конструкт. Тоа значи дека сето тоа што го работиме, што го живееме, што го мислиме е социјално конструирано од најразличните социјални би ги нарекол така мотиви кои што ни даваат можност да размислуваме и да го насочиме нашето мислење. На овој начин социјалниот конструкт на односот помеѓу машкото и женското во вакви некои маргинални заедници се би рекол така примордијални. Значи жената, девојката и така натаму живее и се раѓа само за да биде сексуално искористена или да раѓа деца, а на сето друго нема никакво право. Тоа всушност во романот многу добро може да се види. Што значи дека се работи за една психопатологија и социопатологија на нашето современо живење. Бидејќи ние не можеме да го отделиме овој социум, овој микросоциум, да кажам така, од нашето секојдневно живење. Тие се и кај нас дел од нашиот живот и ние треба кон тоа да се стремиме тие маргинализирани, би кажува така случаи, да ги неутрализираме. Тоа прилика начинот на кој што можете да го прочитате романот и да размислувате за него. Прашањето кое што на почетокот го поставив, сега ќе го повтораме, е навистина во вакви случаи кој е крив. Патетично прашање
а одговорите воопшто не се патетични. Одговорите секогаш треба да ги, моje лично мислење е дека секогаш треба да ги бараме во